Јас сум дел од црковната општина од прошлата година. Задружен сум за контрола во црковната општина. Предизвик во црковната општина е, имаме ние овде во црковната општина многу работи кои треба да бидат завршени. Работиме се доброволно за црковната општина и се тоа да се организира, значи за нас голем предизвик. Со тоа се бориме, тоа не предизвикува овде црковната општина за нас македонците, значи овде во кантон Луцерн, за сите македонци во Швајцарија. Ја мислим се тоа е место, тоа е настан што не представува овде во Швајцарија. Тоа е потврда дека ние македонците во Швајцарија можеме да се интегрираме, дека сме интегрирани луѓе и дека работиме да се представиме во најдобро светло. Ја сум член на црковниот одбор во Македонската православна црква Триенген, како второ сум председател на Спортското друштво Македонија и пошто и од едната страна и од другата страна сум во работата влезен. Ова година се задолживме за нашиот православен празник Голема Богородица со нашето Спортско друштво Македонија да им поможиме на црквата македонска во Швајцарија. И затоа решивме ние како со пријателов Бранко, како кумој денешниот празник да го прославиме заедно. Што можеме, ние помагаме. Све што треба, например, дали било финансиски, дали било материјално, дали било, например, со помош од народ. Святи мученици, же добре страдачествовавши и венчавшися, молите ко Господу помиловати.
тоа е и целта да го приближиме не само македонскиот народ, него и швајцарскиот народ, да го доближиме оти. Прво самото општина рече големи интереси има на луѓе од околината тука. Доаѓаат и дури се некои плашат дали смеат да влезат тука, дали треба да влезат, дали кои се тие, они гледат крст горе, ама не пак не знаат што е. И така да тој ден беше вчера да ги доближиме поблиску да бидат до нас. Вчера беа поканени скоро цел регион на овај кантон и поширок. И тоа беше на позитивна смисла да го видат, да видат нашата традиција, да видат нашата вера, да видат нашата култура. Затоа имаме денеска и вчера луѓе. Одлична реакција. Позитивно беа, дури беа изненадани повеќе од што мислеа дека ќе биде. Дури и денеска имаме луѓе што не биле вчера, денеска дојдоа да видат. Се шире тој позитивен, как да кажем, дух или верба во нас. Денеска го шире, дури и денеска имаме луѓе од комшиите, тука од соседите da go видат тоа нашето гостопринство. Also die Integration von den Mazedoniern in Triengen nehmen wir als sehr Македонците овде во Триенген се добро интегрирани, они гледаат ова страна многу позитивно. Од друга страна, во Триенген нема многу македонци. Он тие што ги познава се добро интегрирани. Соработката со црквата е многу добра, позитивна соработка до сега. Воопшто е тоа. Јас сум не само тука од вај почеток на купување на местото, него и порано кај што беше црквата во Шпрајтенбах и од таму веќе имах веќе некои искуства и знаење и мотивацијата беше да на сите наши верници да го купиме ова место, не само да го купиме и да го изградиме овај храм веќе што го имаме. Така да таа мотивација прошириме сите заеднички. Значи не беше само моја мотивација да комплетна цело црковен одбор, па и на нашите верници. Благодарение на нив, на таа мотивација, на таа верба на нас што верува, до тука стигнавме, нели? Како што рече, растевме тука, некои растеа, некои стареа. Така за мене староста иде тука. Како да ви кажам, има едно забележен датум, постоеше една добра организација, Сдружение на македонците тука, ЗМД, на еден состанок, како што реков, нели, мотивација, со тие луѓе од 12 друштва беа тогаш, ЗМД постоеше со 12 друштва на еден заеднички состанок. Тога имах 40 години. Баш на мој роден ден, 40 годишница, јас бев на состанок, само ради тоа да мотивирам, да се собереме, да веруваат во тоа што го мислиме сите заедно. По сите тие друштва постоеа наши верници, нивни членове, така да таа верба стигна до сите нив и дојде до кај што дојдовме. Тоа е таа мотивација. Сакам да кажам за старењето. Тога и растевме, сега старееме.
Ova crkva je jedna jedinstvena vo cela Švajcarija izgradena naša makedonska pravoslavna crkva. I zato ľudia dovaѓаат од секој крај на Швајцарија и секоја недела имаме доста луѓе. За да не зборувам за бројчено колку, ама може се рече доста и задоволително. Nema zvezdi polični, otvojite oči, da se noge na nebo penke razveni. Da li ima na ovoj beli svet polubavo devojče od Makedonče? Koga kosi rasplete kako pobrina, lična i polična od samog mila. Da li na ovoj beli svet polubavo devojče od Makedonče? Nema i neke se Ова е македонско парче земја. Овде, во Тринген, во центарот на Швајцарија.